за видна прекршоци едни телевизии редовно се казнуваат, додека на други телевизии им се прогледува низ прстите денеска и официјално. Моje мислење е дека македонските медиуми генерално известуваат балансирано, коректно, даваат простор на сите партии што сакаат да ги представат своите ставови до јавноста. Имаме често пати случаи на ситуација на медиуми кои што се казнувани од страна на привремената комисија, на овие тројца членови кои што се предложени и одобрени од страна на партијата СДСМ, затоа што наводно не изнеле доволно ставови на партијата СДСМ. Потоа овие медиуми ни кажуваат дека упатиле покани, дека на овие покани се одбиваат, на нив не се одговара. Членови на комисијата, како господинот Трпиновски, тој ни го потврдува. На комисија ни кажува да, ние знаеме дека таа и таа телевизија е под бојкот на партијата СДСМ и не се испраќаат соговорници во нивните емисии, а потоа токму тој поднесува барање да се казни истата таа телевизија. Поради очигледно неводењето на кампања на партијата СДСМ, во голем број телевизии имаше дисбаланс во минутажите посветени за двете најголеми партии, ВМРО и СДСМ. Значи, буквално имавме ситуација денеска да казнуваме телевизии кои што велеа дека сите настани кои што се од СДСМ биле покриени, едноставно кога ќе ги соберете минутите не го достигнуваат потребниот квантум на минути за да има баланс со настаните кои што ги организирала партијата ВМРО ДПМН. Законот дозволува дека доколку една партија има далеку поголем интензитет на кампањата, како што беше случај во овие 10 дена, да не се поведува прекршочна постапка. Во овој случај телевизиите не се виновни за тоа, но сепак партијата СДСМ бараше нивно казнување.